Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на каналот Доверливо со Насер Салмани. Вечерва ни гостува Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк Македонија. Господин Николовски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Задоволство да ве имаме во нашата емисија. На почеток сакам да ве прашам, веројатно следите последните препукувања меѓу власта и опозицијата околу водата во Гостивар, па ова сега полеста, ниски, како се каже, Нилска треска, нилска треска. Прилично од власта користат, би рекол, тежок вокабулар на граница на говорна омраза, навреди. Премиерот лично користи последната недела, го користи зборот талок за опозицијата. Дали вие разбирате зошто власта има потреба за користење на ваква комуникацијска стратегија со јавноста? Мораме да направиме некоја разлика помеѓу остриот политички говор и тој говор кој води кон некоја дехуманизација, би рекол, на политичкиот ривал. Остриот политички говор е сега добре дојден во едно демократско општество каде што имаме различности на верување и на мислења, меѓутоа ова веќе преминува некои други граници. Не сме уникатни тука во овој случај, значи имаме примери од Унгарија, од Србија, дури од Соединетите Американски држави, од Русија, каде што високи мокници исто така употребуваат дехуманизирачки говор. Мислам дека тоа е доста опасно за иднината на демократијата и на политичкиот дискурс тука. Ние сме навикнати веќе како еден фолклор, ние станато обвинувањето за предавници, за странски платеници и така натаму. Сега најнов термин влезе во игра талогот, кој би го склопил токму во тие, значи, терминологии. Која е целта тука? Јас мислам дека целта е сузбивање на своите редови, создавање на еден поголем антагонизам во општеството, каде што тоа ќе се подели условно кажано на два кампови. Тоа е всушност и основата на теоријата на популизмот. Тука гледаме, значи, еден класичен пример на десен популизам кој се поврзува, значи, со етничкиот и со националниот идентитет, чија цел е оние кои не размислуваат така како власта во однос на европските интеграции, да кажеме, во најмала рака или односите со Бугарија, да бидат представени како некој кој не припаѓа на политичката заедница и со тоа треба да биде отстранет. Имаме некои избици на насилство, мислам дека тоа може да дојде повторно доколку не се прекине, доколку не се најде некој начин каде што таа атмосфера ќе се смири и особено јазикот на власта ќе биде деполаризиран. Ако се гледат анкетите и самите представници од власта, тоа кажуваат дека односот меѓу ВМРО и СДСМ е 3:1. Ако е така ситуацијата, зошто власта е толку нервозна? Мислам дека за да ја втемели својата моќ, затоа што најдобро се сузбиваат редовите кога има некој надворешен непријател, во овој случај опозицијата. Мислам дека кај власта постои некој страв тоа дека иако се тие помоќни од СДСМ, сепак нивната популарност паѓа и дека доколку утре би се одржали избори, нема да добијат толку гласови колку што имаа на претходните избори. И мислам дека ова е, значи, начин да се задржи таа некоја поддршка преку така црста антагонистичка политика. Мислите дека ќе функционира затоа што на последните избори локални, споредено со последните парламентарни, ВМРО изгуби околу над 100.000. Дали таа стратегија ќе функционира затоа што може и обратно да се кај луѓето да влие таквиот начин на праќање пораки во јавноста? Мислам дека јавноста е малку позрела од што беше. Се сеќаваме на тиранската платформа и на јазикот кој беше користен во времето на Груевски и дека и покрај бомбите таквиот јазик и таквата наелектризираност на општеството му донесоа изборен успех во тој момент.
Меѓутоа мислам дека тоа не би успеало се уште да биде. Мислам дека малку сме позрели од тоа како општество, иако има огромен дел од граѓанството кое на кое му се добредојдени таквите изјави, кој сака да се вклучува во говор на омраза, особено на социјалните мрежи. Но мислам дека генерално оваа стратегија на власта или на политичката партија ВМРО ДПМН нема да им донесе плод. А само ќе биде негативен ефектот на општеството. Дали тоа зрење што вие го спомнувате, го гледате во воздржаноста на луѓето? Постои една екстремна воздржаност, луѓето не зборат, не реагират. Дали тука гледате или па нивниот глас ќе се слуша на наредните избори? Ние во 2021 година имавме едно многу интересно истражување со партнери од Босна и Херцеговина, каде што ги гледавме како тоа граѓаните реагираат на неправда или на корупција и заробена држава. И тука развивме една типологија на 4 реакции кај граѓаните. Едната е тоа нели да се побунат на некој начин, на некој позитивен начин, како што беше, јас би рекол, шарената револуција, или да се побунат на некој негативен начин, а тоа е одење во некои религиозни или идеалистички екстреми, десен екстремизам. Тоа е едниот начин. Другиот е да останат мирни. И тука веќе навлегуваме во оваа тема во која вие начнавте. Тоа е, значи, луѓе кои се повлекуваат едноставно од јавниот живот, од коментирање, зборување за политика, можеби се финансиски зависни од некои странски фактори, работат за странски држави, зборам за фирми од странски држави, значи кои не се директно афектирани можеби или не разбираат дека се директно афектирани од политиката и тука се исклучуваат, се пазивизираат. Можеби гласаат на избори, можеби не гласаат на избори. Така да, следејќи оваа логика, мислам дека гледаме таква резигнираност доста кај општеството, особено дека имаше доста голема разочараност после шарената револуција, дека не ја донесе таа правда на која се надеваа луѓето. Сакам да ве прашам за уште една изјава од премиерот, интересна изјава. Веќе премиерот поврзано со евроинтеграциите не го користи тој аргумент бугарски диктат. Сега е загрижен дека во Западна Европа, посебно во Франција и Германија, може да победи десната или крајната десница. Како вие гледате на ова анализа на премиерот кој вели дека мора да бидеме внимателни, да анализираме, да не се избрзуваме со решенија? Имавме повеќе предлози, да кажам, за решенија, нели, одложено дејство, гаранции, признавање на Омо Илинден и така натаму. Сега стигнавме до фазата дека грозјето е кисело. Во овој моментум за кој зборуваат европските лидери трае веќе подолго време, би рекол, па барем и од 2022 година кога се и донесе францускиот предлог. И нормално е дека тој моментум може да се истроши на било каков начин. Значи, времето мислам дека не игра за нас, дека ние доколку го прифатевме тоа во 2022 година, сега ќе бевме многу напред во преговорите, дури можеби ние ќе бевме во ситуација на Црна Гора. Апсолутно, можеби така. Така да тој моментум може да се потроши. Сега дали тие крајно десничарски партии ќе блокираат понатаму, мислам дека не е гаранција самото тоа. Претходно имаат и либерални и социјалдемократски партии на власт блокирано. Знаеме случаите и од Франција, од Данска, од Холандија, кои што имаат ставано вета на проширувањето или имаат изразувано сериозни грижи во однос на тоа. Така да тоа не е гаранција. Кога се влегува во власт, кога се станува дел од власта, тогаш веќе многу други игри стапуваат на сила, многу преговори, многу политички, значи, надпреварувања и пазарења, би рекол, така да може да се случи и да не страда европската интеграција, дури да дојдат тие на власт. Меѓутоа, мислам дека ние мораме да се концентрираме на нашите проблеми
проблеми, тоа што можеме ние да го направиме внатре тука, значи не е само прашањето за Бугарија, секако дека се и сите останати битни прашања како судството, корупцијата, реформите, зелената агенда и така натаму. Дали премиерот опасноста да победи крајната десница во Западна Европа, пред се Германија и Франција, го користи како изговор да не преземе чекори кои што се очекуваат од негова страна? Апсолутно сметам дека тоа е сега еден, како што реков, кисело грозје, значи како еден нов пристап, би рекол, на владата, дека не вреди да се влегува во можеби политички ризични води во овој момент, додека не знаеме. А знаеме дека претходно, например, чекавме доста време да има политичка влада во Бугарија, која сега имаме, па гледаме дека не дава со никаков плод. Така да повторно нешто ќе чекаме да ги видиме изборите, па дали тогаш нешто ќе направиме, па после ќе има уште нешто друго кое ќе го чекаме. Мислам дека едноставно личи на купување време, на купување време за следните избори кај нас, да се делува конструктивен пред Европа, на некој начин конструктивен, затоа што се уште нели тврдиме дека ние сме многу заинтересирани за членување во Европската унија. Меѓутоа на дело не гледам ни некоја одржлива стратегија. Дали Северна Македонија реално се оддалечува од Европската унија? Мене ми делува дека да, не спрема тоа како луѓето ја гледаат Европската унија, но едноставно спрема политиките. Единствената игра во градот, да се изразам како американците, the only game in town моментално, е реформската агенда, која се спроведува до некаде и компаративно гледано е подобра, можеби малку од соседите, иако не целосно се спроведува со доста доцнења. Меѓутоа, што ќе се случи отколку оваа реформска агенда ќе заврши, ќе истече рокот? Мислам дека ниту Европа не знае, нема некое решение за нас што понатаму како да не држат во една кондиција, а ниту пак кај нас постои некоја волја за некои посериозни реформи и тргнувањето напред на формалната пречка за почнување на преговорите. Спомнавте реформите. Има уште една друга изјава на премиерот, вели за реформите, поврзано со реформите, вели ние ќе ги направиме сите реформи, па на крај Европската унија нека одлучи дали ние заслужуваме. Остава впечаток премиерот дека реформите ги сваќа како едно техничко прашање. А тоа е сериозен процес кој подразбира ние тие реформи ги правиме за да ние како општество се промениме. Институциите да ни станат пофункционални, постабилни, појаки. Ние цело време правиме реформи, ама институциите ни се послаби, подложни на притисок. Како вие гледате на ова реформи заради реформи? Па тука е тоа сваќање дека реформите се всушност само носење на нови закони, меѓутоа тоа не размислуваме на многу поважниот фактор, тоа е институционалната и политичката култура која се создава внатре, значи во државната управа и во институциите. Имаме повеќе проблеми тука, би издвоил некој, да речеме, професионализацијата на високите раководни служби, значи нивната потребата од нивна политичка и партиска независност, понатаму реорганизацијата на државната управа, каде што имаме многу преклопување на овластувања, празнини кои е неопходно да се пополнат и да се дефинираат подобро. Понатаму доста реформи во однос на безбедноста, борбата против корупцијата и организираниот криминал, ефикасноста на судството, така да гледаме дека во некои од овие области навистина се донесени потребните закони како што предвидува Европската унија, но не ги донесуваат тие резултати кои се очекувани поради недостаток на политичка волја и капацитет на институциите. За градење на тој капацитет на институциите
Мислам дека се уште ни е потребна, очајно ни е потребна европската помош, дали како експертиза, дали во форма на средства, кои би биле откочени за време на преговорите. Така да мислам дека сами на себе имаме докажано дека не можеме, дека ни е неопходна помош од пријателски страни. И само да кажеме дека ние ќе ги донесеме сами сите реформи, а они после нека не примат, мислам дека е недоволно сериозна изјава. Прашањето за интеграцијата, дали според вас е отпор кон промени? Затоа што ова нас и Прибе ни кажа, ни даде диагноза дека сме заробена држава. Дали практично овој естаблишмент, политички естаблишмент, без разлика дали овие што се на власт или во опозиција, закочувањето на евроинтеграцијата ја поврзува со одржувањето на статус квото. Отпор кон промени, затоа што тоа го сметат како нивна политичка елиминација. Да, политичка елиминација не би го нарекол, меѓутоа сериозно ограничување на политичката моќ кај поединци и кај елитите. Значи, тие реформи би требало тоа да го донесат доколку се промени таа култура на действување внатре во институциите. Немаат волја нашите елити да ја ограничат својата моќ и својата власт и да бидат ставени под контролата на институциите, туку тие сакаат лично или партиски да ги контролираат истите. Така да тука јас го гледам проблемот со Од каде тој порив, голем порив да се контролира воопштество? Чисто лична корист. Тука исто би го напоменал, би напоменал и улогата на економската олигархија, која исто така не верувам дека би сакала промени, поради тоа што можат многу полесно, значи, да доаѓаат до тендери и до коруптивни сделки заедно со корумпираните елити кои ги имаме овде. Така да тоа е една баш еден нексус на политички партии, криминал и економска моќ кој не дозволува на државата се уште да може да се реформира соодветно. Сакам да направам една споредба. Нас во последните години не се случија така тешки трагедии кои што наместо на институциите и на нас како граѓани да на некој начин да ја крене нашата одговорност кон себе и кон општеството, некако имам впечаток дека кај нас што и да се случи, нема некоја посебна реакција. Се случи модуларна болница, па палење на автобусот во Бугарија, па кочани ше се луѓе сега труењето на водата во Костивар. И мене навистина некогаш ми се го поставам прашањето што друго нас треба да ни се случи за да се треснеме ко општество. Па ако се навратам на тоа истражување кое го кажував дека се уште се пазивизирани луѓето, гледаме на пример како беше граѓанската реакција во однос на Гостивар. Многу минимална, скоро никаква, да немаше, значи, некој протест во однос на тоа сериозен. Исто така во политичката теорија кога се зборува за промена на режим, тој многу често доаѓа од внатре од режимот и од луѓе кои не сакаат веќе да бидат дел од такво нешто, но тоа се храбри луѓе. Нешто што се случи во Унгарија. Во Унгарија што се случи баш со Петер Маѓар. И немаме ние доволно храбри луѓе, значи, внатре во институциите или во политичките партии и во власта кои ќе се одважат да се побунат против тоа и кои ќе инсистираат на спроведување на правото. Толку се испреплетени, толку се исповрзани меѓу себе, што дури и вакви трагедии какви што спомнувте не носат до резултатите, а не досат особено до некоја општествена екстаза која мислам дека ни е потребна. Дали уставните измени се неизбежни кај нас? Јас мислам дека се неизбежни и дека и власта тоа го знае дека се неизбежни, дури тие не зборуваат против самиот чин на уставните измени, туку зборуваат за самиот процес. Така да
кога и да е, кога ќе се откочи нешто и ќе се најде некаков договор, тие уставни измени ќе се случат без разлика. Доколку останеме на патот кон ЕУ, се разбира, затоа што не го исклучувам тоа и во блиска иднина да имаме некое сосема поинакво јавно расположение по однос на европските интеграции. Иако морам да кажам дека се уште добро се држиме, ние во Евротинк го мериме јавното мислење во однос на ЕУ од 2014 година континуирано, така да освен еден пат во 2021 година, се уште поддршката за ЕУ е зголемена. Меѓутоа, има разлика помеѓу евроскептицизмот, да кажем, и евроентузијазмот и еврофрустрацијата. Мислам дека кај нас фрустрацијата е доста голема, значи тоа е не негативни чувства кон Европската унија, туку негативни чувства кон самиот процес кој се води во тоа, за градење на тие негативни чувства секако дека многу помага и власта, но има своја одговорност и Европската унија. Таа фрустрација може да доведе до некој вакуум кој може да биде исполнет. Знаеме дека сме мета на дезинформацијски напади од условно кажано Русија или други слични држави. Знаеме... Која е улогата на медиумите кога известуваат за прашањето на интеграцијата? Дали мислите дека медиумите на професионален начин пристапуваат на... Ние пробувавме да работиме со градење на капацитети кај медиумите за известување за ЕУ. Знам дека и моментално има и други организации кои имаат такви иницијативи. Значи се работи на таа тема, но нашето истражување кое го правевме со уредници на некои 40 на медиуми во државата на почетокот од тој проект, тоа беше од 2023 година, покажа дека тие самите не сметаат дека има доволно капацитет соодветно да ги покриваат тие теми, и тука мислам дека е неопходно градење на капацитетите. Прашање на отсуство на капацитета или некогаш е тоа и прашање на притисок од надвор да се известува на начин како што се известува? Да, како што се известува и за дневната политика. Кај нас европските интеграции се дневна политика, така да спаѓаат боледуваат од истите болести, би рекол, каде што има нели и нарачки од политичките партии како да се врами некоја вест, што не секогаш се согласуваме поради капацитетите на медиумот, но поради уредувачката политика која е подложна на политички притисоци. Прашањето за многу често ние збориме во јавноста за реформи во судството, меѓутоа тие некако или споро се одвиваат или не дават резултати. Дали тоа е прашање на одговорност на власта која не е доволно расположена да ја истера работата до крај, или па зависи од самите судски органи, судството и обвинителството? Да, тука вината би ја барала и на двете страни, искрено. Сега треба секако извршната власт да почитува независноста на судството, па и не може толку многу да интервенира, меѓутоа може на некој начин, нели? Гледаме недостаток на волја кај во самото судство, особено би рекол, би го извел тука судскиот совет, кој е една институција која треба да гарантира независноста на судството, но произведува повеќе проблеми од решенија. Потоа интегритетот, независноста од политички притисок. Мислам дека не се некој суди да кажеш дека ќе се промени власта па остануваат лојални на претходната власт, туку имаме многу шалтања од едни на други во самото судство, така да мора да се работи на отстранување на политичкото влијание и бизнис влијанието од судството, кое е многу тешко во овој момент и оваква една политичка атмосфера. Прашањето е, судиите, обвинителите не можат да се справат со тој притисок, или прашањето е дека и некој знае колку се отпорни на тие притисоци? Има, значи,
кои подлегнуваат под притисоци, мислам дека тоа можеме да го видиме во повеќе примери. Но исто така мораме да забележиме дека и дел од судските институции, како што е например би извоил тука специјалното оделение за полициски прекршувања при обвинителството, кој многу има голем проблем со човечките и финансиските капацитети. Така да и самите капацитети на судството создаваат проблеми. Понатаму исто така создаваат проблеми и Извинувам, зборите судството има независен судски буџет. Зошто овие институции, а не се малку, не вршат притисок, не се здружуваат за да ја принудат извршната власт да почитува закон? Тој дел од буџетот кој што треба да припаѓа на судството да им се оддели. Да, недоволна спремност, недоволен капацитет за диалог, би рекол, и за барање на своите права. Тоа е проблем, но и можеби и недоволна волја на крајот на краиштата да се работи ефикасно и повеќе посветено. Или можеби тоа им овозможува некој алиби дека па видите, ние заради тоа што не ни дават пари колку што ние треба да имаме и затоа сме неефикасни. Да, може и така да се потолкува. Ми интересира, завршува мандатот на обвинителот за организиран криминал и доаѓа пресудата или одлуката на обвинителството дека после толку години истрага за модуларната, тие не гледат одговорност кај некого освен кај кабелот или продужниот кабел, како беше. Што говори ова прво за нив како професионалци, а после и како институција која треба да гарантира почитување на уставот и законен? Ништо, тоа едноставно создава една многу негативна слика за целокупниот систем. И недоволна можеби храброст кај институциите, кај индивидуалците кои се инволвирани тука за да истерат работата до крај, а исто така и можеби несоодветна комуникација и соработка помеѓу самите различни институции, тука не зборувам само за судството. Зборите и за полицијата, за другите страни. Да. Сакам да ве прашам и за прашањето за реформите во безбедносните служби. Ние се сеќаваме дека приве тогаш една од клучните дефекти на нашиот систем беше дека тој сектор е надвор од политичка контрола. Се донесаа некои закони, ние не гледаме дека навистина тој систем функционира. Ја не знам кога последен пат Собраниската комисија се има состане тој да разбара. Затоа што имаше и од страна на власта дека наводно бил прислушуван претходниот лидер на опозицијата, сегашниот премиер. Зошто тој систем не функционира? Да, па вака сега, значи има повеќе точки тука со системот. Едната е, за жал ќе се навратиме на политичкото влијание, гледаме како беше избран директорот на АНБ со проблемите со дипломите и со партиската поврзаност. Понатаму неефикасноста на собраниските не служби, туку комисии да работат ефикасно. Тука би кажал дека помеѓу тие пратеници кои се членови на овие комисии има луѓе со искуство и со знаење, меѓутоа повеќето од нив немаат капацитет за вака сложени теми да можат да вршат ефикасен надзор. Тука би ја споменал работата на ДИКЕФ, на Дженевскиот центар за сигурносна политика, и нивната програма која е за градење на капацитети и кај граѓанското општество и кај институциите и кај собранието за ефикасен граѓански надзор над безбедносно и разузнавачкиот сектор. Меѓутоа, колку што знам, нивниот проект завршува 2026 година, не знаеме дали ќе продолжи и дали ќе можеме се уште да црпиме некои капацитети од странство. Така да, ако бидеме оставени самите на себе си, мислам
мислам дека ситуацијата со надзорот ќе биде уште полоша. А исто така и една нова институција која беше створена со реформите кои ги споменавте, беше Советот за граѓански надзор, кој што беше долго нефункционален без членови, па имаше поништен конкурс, па сега имаше избор на нови членови, па недостасуваа уште членови. Сега и гледаме дека и тука се уште има некое политичко влијание или неизбирање на најстручните луѓе на овие позиции. Значи постојат луѓе членови на ова тело кои што навистина немаат некој сериозен трак рекорд од областа на разузнавањето или безбедноста. Мене, ајде да речеме, ми е некако разбирливо власта да не е заинтересирана да се зајакнат механизмите за контрола. Меѓутоа, мене ме чуди зашто опозицијата не ги покренува овие прашања. Да, најверојатно тоа е некоја нивна стратегија да се бават со помалку прашања во овој момент. Мислам дека многу повеќе удираат на темата за европските интеграции наместо за состојбите со безбедноста. Дали е тоа ограничен капацитет кај нив или е тоа еден пристап кој што можеби е проблем кој што им е на распоред за понатаму да го атакуваат, ќе видиме. Не мислите дека прашањето на евроинтеграција не е толку популарна тема за обичните граѓани? Гледате пропусти во пристапот на опозицијата, затоа што веројатно животните проблеми на граѓаните би биле поинтересни за дискусија отколку прашањето за интеграција, кое што не дека голем дел од граѓаните и го сваќаат, пошто е комплексен процес. Да, кај опозицијата гледаме да недостаток на визија и стратегија како навистина да се изборат со оваа власт која има сериозни недостатоци. И така да тука мислам дека во иднина дека тоа може да се промени, дека ќе имаат некоја посеопфатна стратегија, барем имам такви информации, меѓутоа во овој момент тоа е за жал само се третира прашањето за европските интеграции како кое продолжување на предизборната кампања, значи пред последните парламентарни избори, каде што исто така беше ставено се само на Европа или ништо, меѓутоа не вроди со плод и не вродува се уште со плод доколку не се зборува за повеќе реалните проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Вие ги следите и реформите во јавната администрација. Претходниот министер цело време зборуваше за некои корекции на стратегии, на планови, на закони, меѓутоа нешто конкретно од тоа ние не видовме. Зошто нема прашањето на јавната администрација е тврдоред за секоја власт. Дали тука се добиват и се губат избори. Затоа што ако се направат реални реформи, би требало нормално добар дел од луѓето да си заминат од таму. Може би не да се заменат, но да бидат рационализирани. Мислам дека во тоа е најголемиот проблем, дека треба да се работи на рационализацијата на администрацијата. Така да не сум поборник на тоа дека треба да се бркаат луѓе од работа само поради тоа што во некогаш во минатото биле партиски вработени, меѓутоа треба да се прекине со таа пракса реално. И дури мислам дека во моментов во каква е ситуацијата со населението во Македонија, дека многу луѓе се имаат иселено, многу способни луѓе се имаат иселено, дека во реалниот сектор се повеќе вработуваме странци, така да тој простор за политичко влијание мислам дека ќе се намали, меѓутоа не е се уште намален, но ќе дојде до еден таков момент. Вие очекувате практично иселувањето, процесите на миграцијата да го решат тој проблем? Ќе бидат партиите ставени во позиција да морат некого да вработат, а не... Да, апсолутно, да. И уште една многу клучна тема, тоа е системот на платите и на задржување на кадар.
затоа што знаеме дека во институциите, особено IT кадарот, правници, економисти, луѓе кои добро го познаваат европското законодавство, е тешко да бидат задржани во самите институции, многу често се заменуваат во приватниот сектор и тоа е проблем на кој ќе мора некако да се одговори, но барем за партизацијата мислам дека ќе немаат избор партиите, дека ќе мора да почнат да вработуваат по некој мерит наместо само по партиска припадност. Со вакви плати тешко ќе ги задржат. Апсолутно. На крај сакам да ве прашам околу нели тоа малигно влијание што ние збориме, затоа што природно се наметнува дилемата ако не Европска унија, тогаш која е опцијата? И веќе во јавноста, веројатно и вие сте сведоци, се збори БРИКС, МИКС, не знам, соработка со Кина, не знам. Колку е реална опцијата Македонија да потпадне под така наречениот српски свет? Повторно за истражувањата кои ги работевме, значи во нашите анкети имаме прашање дали треба да продолжиме по евроинтегративниот пат или треба да бараме некои други алтернативи. Стандардно односот е 2:1 во корист на оние кои сметаат дека треба да продолжиме по европскиот пат. Во некои фокус групи кои сме ги работеле, например, гледаме една резигнираност кај граѓаните, фрустрираност дека нема никогаш да влеземе во ЕУ, но секогаш треба да бараме некаков било каков асоцијативен статус, да бидеме како некоја Швајцарија, нешто да бидеме пак блиски до западот. Тоа се околу 2/3 од граѓаните кои ние сме ги анкетирале. Но има 1/3 кои сметаат дека треба да се тргне по некој друг пат, па дали е тоа со БРИКС, како што кажат, Евроазија, поблиски односи со Кина и така натаму. Значи, се извинувам, дали тоа истражување покажува дека ние немаме проблем со ориентацијата на нашите граѓани, имаме проблем со политичките елити? Па да, токму така, затоа што граѓаните константно кажуваат дека сакаат во Европа или интеграција со западните вредности и се идентификуваат со западните вредности многу повеќе отколку алтернативите. Но тука интернетот е отворен и има навистина многу големо, може да има големо влијание. Имаме неколку помали политички партии, движења, здруженија кои отворено промовираат интеграција, мислам, блиски односи со Русија и фаќање на тој некој руски пат. На избори гледаме дека немаат некој особен успех, но ако се соберат сите, и тие се многу раскарани меѓу себе, меѓутоа ако се соберат тие сите заедно на едно купче, тие може да направат некаја критична маса и да имаат поголемо влијание во општеството. Појасна артикулација на тоа. Ние и во владата имаме министар кој јасно е поборник на така наречениот српски свет или има релации со Русија. Не можам да разберам. Кој е мотивот? Никој не спори со тоа дека србите треба да бидат представени во владата. Меѓутоа, зошто еден србин кој што има такво минато како што има господинот Стојковиќ? Дали Мицкоски Стојковиќ го користи повеќе како уцена кон Европската унија отколку што реално има некоја влијание српски свет во Македонија? Мислам дека тоа е купување добра волја со Вучич и одржување на некои поблиски односи со владата во Србија. Исто така гледаме нели сите тие настани, комеморации, сето тоа каде што навистина некои ретроградни елементи од Србија доаѓаат тука и промовираат значи политики кои негираат македонската националност и даваат нека алтернативна слика на историјата. Така да се работи на тоа да се уште да се гледа на таквато владење, значи авторитарно владење во Србија како на нешто посакувано да биде. И мислам дека во тоа има соучество и нашата власт. Како модел кој што би бил добар и позитивен и во Македонија ако се применува? Па гледаме поларизацијата, со поларизацијата почнавме.
каква е во Србија, особено по протестите на студентите. Сега, јазикот кој власта го употребува е многу поларизирачки и не би ме зачудило да тргнеме по еден на таков пат каде што ќе има повторно лов на вештерки, на предавници и платевици. Не исклучувате таква? Не исклучувам, не. Господин Николовски, благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Беше задоволство. Исто така. Почитувани гледачи, следевте разговор со Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк Македонија. Зборовме за многу теми. Се обидовме да дадеме некои одговори за дилемите кои постојат кај нас. Се надевам дека успеавме малку да ви доловиме од она што не можете да го гледате во мејнстрим медиумите. Ја ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот понеделник. Пријатна вечер. Стиснете лайк, шерувајте и обавезно коментирајте за овие важни содржини да стигнат до повеќе граѓани во земјата.